Здраво, лабови, добро дојдовте. Ја да видиме каков ќе биде ноември за вас. Како и досега, знаете, продолжуваме исто генерални тарот толкувања и предвидувања. И веќе знаете, не може се да биде за вас. Не може се што ќе чуете овде сите да го доживеете или сите исто да го доживеете. Па затоа јас замолувам, обидете се да си ги препознаете пораките и она што не го чувствувате, не го пронаоѓате, не му наоѓате смисла, не е за вас, ве молам, отфрлете. И повторно лајкувајте, коментирајте, споделувајте, се разбира, доколку ви се допаѓа и претплатете се, станете дел од сето ова, тоа нам многу не значи. Сега лавовите и ноември. Има некои лавови кои имаат некаква недовршена работа. Има нешто што сте го почнале, сте го довеле скоро при крај, меѓутоа не е завршено. А треба да се заврши, затоа што ви тежи, го чувствувате како товар, знаете дека мора да се заврши, свесни сте за тоа, не ви дава мир, ве оптеретува, но има и причина зашто не се заврши. Причината може да биде било која, сега зависи за што се работи, за кого е оваа порака и за кое поле. Значи, може би за некого од вас се работи за нешто во љубовта, за некого се работи за нешто во кариерата, во работата, во домот, се може да биде. Но зашто и да се работи, причината зашто не се завршила, за некого може би е човек, за некого може би е партнер, за некого може би е партнерот, а за некого партнер во работата. За некој од вас е некаква пречка, некаква блокада, за некој од вас е нешто што не сте можеле да го завршите затоа што може би сте биле спречени поради здравствената ситуација, може би некаква повреда сте имале или пак едноставно не сте можеле здравствено, некакви проблеми, пак не сте можеле да го завршите. А за некој од вас пак тоа е лична одлука, вие сте решиле да направите стоп, пауза малку и во меѓувреме да смислите начин, да најдете начин како ова најдобро да го завршите, да најдете идеја, да најдете инспирација, да најдете можности, не знам, за секого е различно. И сега што се случува? Ноември месец е месец кога апсолутно се е подредено во ваша корист. Апсолутно се е така да вие да можете ова нешто да го доведете при крај. И сега, без разлика дали вие тоа го знаете, дали тоа вие го чувствувате, ова ќе биде доведено, ова ќе биде привршено, ова ќе биде завршено. Ќе се заврши, но ќе се заврши сега за сите, затоа што зборуваме, нели, зборуваме за љубов, зборуваме за кариера. Ајде да видиме како ќе води сето ова. Еве вака. Значи ќе биде завршено, затоа што ноември, кажав, ќе доживеете нешто, ќе доживеете некаква инспирација, ќе доживеете моменти кои ќе ви дадат сила, ќе доживеете оздравување, ако беше за здравието, ќе доживеете нешто прекрасно, нешто многу убаво и ново, нешто што досега сте го немале и затоа можеби не се завршило нештово. Меѓутоа ќе го доживеете. Можеби ќе чуете некакви нешта кои ќе ви помогнат, ќе чуете некакви вистини, ќе ви стане јасно што треба да направите. Едноставно се е подредено да вие ова нешто го завршите. Без разлика дали сега знаете дека ќе го завршите или не, без разлика дали сте подготвени. Едноставно ова ќе дојде, самото ќе дојде, ќе се случи и вие ќе си го завршите нешто. Може би ќе биде битка, може би ќе биде битка, под наводници битка, нешто треба да се направи, нешто треба да се смисли, да се скрои, да се конструира, зависи зашто е. Може би
ќе биде диалог, разговор, објаснување, ако е во љубовта, не, вие ќе најдете начин како да ги исправите нештата каде што не функционирале. Вие точно ќе знаете што да кажете, како да го кажете, што да понудите, какви решенија да понудите и токму тоа ќе се случува. Може би ќе постои скептицизам од другата страна, може би се скептични на вашите идеи и планови, но не се откажувајте, затоа што ова води кон успех, тоа е сигурно. Дури и за тие кај кои нешта вас се однесуваат во работата или некаде другде во друго поле, може би ќе биде тешко и во еден момент во ноември ќе почувствувате пад на енергијата, на силата или ќе почувствувате ситуација каде може би ќе почувствувате дека е време, може да се откажете и треба да се откажете, но не верувајте дека тоа е само минливо моменте и ќе помине. Во никој случај да не се откажувате, значи никако да не се откажувате. Што и да почувствувате, кога и да почувствувате пад на силата, енергијата, инспирацијата, не се откажувајте, тоа е минливо, ќе помине. Ова кажав, ќе се заврши и не само што ќе се заврши на еден многу убав начин, на еден прекрасен начин и она на за кое се надевате ќе дојде, може би некој од вас па се надевате на помош од некого. Не знам зошто во моите отварања за лав секогаш се појавува некој огнен знак. Да, вие се појавувате често во вашиот во читањето за вас се појавувате вие често, но се појавува и некој друг огнен знак. Тој огнен знак е надворешна некоја енергија, значи може би е и друг лав во вашиот живот, може би е овен, може би е стрелец. Како и да е, многу често се појавува. И повторно, и овде се појавува, но ако го имате, тоа е некој кој ќе ви помогне. Помошта што очекувате од него ќе дојде. Ако не биде помош која ќе ги реши сите работи, сите проблеми, сите нешта, тоа ќе биде барем одржување на некој ниво. Ако го очекувате тоа, ќе го добиете. Значи тој некој лав, ован стрелец, ќе го одржува тоа ниво, ќе биде поддршката, подпората, ќе биде темелот, така некако да кажеме. И на крајот, ова кога ќе се заврши, вие ќе се здобиете со нешто многу важно за вас, нешто важно. Не е важно во материјална, можеби смислено, многу значајно за вас. Вие ќе се чувствувате дека сте освоиле нешто, вие ќе се чувствувате дека сте сега и на прав пат, и многу моќни и способни. Вие едноставно ќе си ја спознаете сега силата, вредностите, да, ќе си ги откриете своите вредности преку се тоа. И ова вам сега ќе ве носи во едни други нови почетоци, ова ќе ве поттикне како во иднина нешто да правите. И ова во иднина што ќе го правите е нешто ново, млада, некоја нова енергија, како знаете, кога ќе се засади семе некаде и тоа почнува да расте. Сега е само период кога ќе расте, но секако дека тоа ќе даде плод еден ден. И тоа е многу, многу убаво. Сите вие кои се соочувавте со некакви пречки од некоја личност, ако некоја друга личност ви правеше пречки за да го решите ова нешто, за да го доведете при крај, треба да знаете дека овој пат ќе ги имате сите можности, сите аргументи, сите средства за да вие го доведете нешто при крај и тоа како ќе ги isfрлите од ситуацијава. Нема да им дадете можност повеќе да ви прават проблеми и пречки и конечно ќе застанете на здрава основа. Други лавови, има една порака за некои лавови кои
се во некоја средина која не им дава, таа средина повеќе вас не ви инспирира, таа средина повеќе не ви дава ништо што ќе ве што би ве радувало, би ве инспирирало. Едноставно тука веќе нема ништо за вас. Така вие се чувствувате. Таа средина може да биде се, може да биде домот, може да биде соседството, градот, местото во кое живеете. И одлуката ви е донесена, вие заменувате, јас гледам дека некои од вас и ќе се селат, ја напуштате куќата, домот каде сте до сега сте живееле, меѓутоа со многу надеж за нешто поголемо, за една посветла иднина и верувајте во себе, затоа што се што ви е потребно, вие го имате веќе во вас. А некои од вас пак кои се заминати некаде се заминати подалеку од домот, а дома сте оставиле можеби некого, некои луѓе, можеби се семејство, можеби се луѓе пак кои се грижат за вашиот дом, за вашата куќа. Треба да внимавате затоа што нешто од домот вам ви се одзема, некој нешто ви одзема. Едноставно има тука луѓе кои навидум изгледа дека ви помагаат, меѓутоа ви прават некаква штета во домот и куќата. Овде зборуваме само за тоа, за предметите можеби во домот и куќата. Некои други лавови ви се спрема вам некое изненадување. Оваа порака јас ја гледам, ја чувствувам дека е во делот од кариерата, значи на работно место, таму каде што работите, вам ви се спрема некое изненадување. Да, може да биде секакви изненадување, може би ќе ви изненадате со нешто, меѓутоа ова може да биде и многу поголемо, нешто вам ви се спрема, тоа ќе биде буквално подарок за вас. Подарок. За некој ќе биде подарок, за некој ќе биде добро заработен подарок, меѓутоа некој одлучил вам да ви даде повисока функција, повисока позиција на работно место, може би унапредување, а може би за тие па што не работите, некоја понуда за работа. Ова вам не ви е познато, ќе дојде од нигде и никаде, од ведро небо. Ќе биде прекрасно. Затоа кажав подарок, затоа што вие буквално ќе го доживеете, можеби како подарок, како еден вреден подарок во вашиот живот. И лавови, тоа е тоа за сега. Јас се надевам уживавте. До следната. Чао, чао.